поверувањата, обврските и изворите на средства и нивната вредност. Тука се наведени само побарувања од граѓани кои што ги има општината, како и други побарувања од фирми и правни лица. Вкупно побарување има 1.144.863 денари. Меѓутоа, повторно се крија колку е задолжена општината и колку има долг по основ на кредитирање. Значи, пак не е наведено, како што кажав, и на претходниот збирен на билансот на приходи и на расходи. А од што се крие, стварно не знам. Толку имам, благодарам. 10.144.863 побарување. Дали имаме друго прашање? Точката ставам на гласање. Кој е за? 9 гласа за, против, 2 гласа. Точка број 9. Предлог одлука за измени и дополнување на Центар за развој на Пелопонеско-Плански регион. Дали имаме прашања? Точката ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоена. Точка број 10. Предлог одлука за измени и дополнување на одлуката за извршување на буџетот на општина Могила за 26-та. Дали имаме прашања? Дали има зголемување или намалување на коефициентот за зголемување на платата? Дали имаме друго? Во ред. Дали имаме друго прашање? Имаш предлог за зголемување? Да не имаш предлог, сам. Точката става на гласање. Кој е за? Едногласно е усвоена. Точка број 11. Предлог решение за формирање на комисија за утврдување на постојање на услови за користење на простор пред деловни простори, плоштади и друг простор во населените места на општина Могила. Комисијата за верификација, повелете. Комисијата за верификација со 3 за ги предлага за комисија Емилија Гулевска председател, Андријана Ивановска член, Белинда Малаковска член. Благодарам. Дали некој има прашање? Точката е ставена на гласање. Кој е за? 10 гласа за, против, воздржан 1. Точка 12. Предлог одлука за отпочнување на процесот на ажурирање на процената на загаденоста на подрачјето на општина Могила, сите ризици и опасности. Комисијата за планирање и уредување на просторот и заштита на животната средина и природата. Повелете. Добар ден на сите. Предлог одлуката за отпочнување на процесот на ажурирање на проценката на загрозеноста на подрачјето на општина Могила од сите ризици и опасности изгласана со 3 гласа за. Благодарам. Дали имаме прашање? Немам прашање во врска со ова, туку имам забелешка. Значи, оваа точка е една од најважните точки во општината, меѓутоа сите и претходните, не знам и сегашниот градоначалник, многу се игнорира во врска со процена на загрозеноста на подрачјето на општина Могила. Значи, од сите ризици и опасности, знаеме што се случи во Кочани со пожарот, кој што се случи во Пулс. Дали сакам да прашам, ние по систематизација имаме работно место, лице кој што ќе биде одговорно за заштита и спасување по закон за управување со кризи и по закон за заштита и спасување. Ме интересира тоа и доколку нема, значи подитно мора тоа да се обезбеди и да се вработи такво лице за да се грижи за ажурирање на овие податоци, бидејќи ние кога ќе дојде не дај Боже до таква ситуација, ќе се сноси огромна одговорност. И најчесто за оваа работа, да речам, на вработените им се дава овластување, иако имаат други работни места кои што ги извршуваат и не можат целосно да се посветат на ова. Значи ова е многу сериозно и да, треба да се направи ажурирање на податоците, точно така. Како на кризниот штаб, треба нов штаб да се извери, треба да се изберат нови единици за заштита и спасување со нови членови да бидат запознати со истото, а врз основа на оваа процена треба да се изготви нов план за заштита и спасување. Значи, околу тоа само имам забелешка и да речам како совет еден, да се земи како стварно сериозна работа, а не е само колку онака паушално да се изврши онака ажурирањето на самата процена. Благодарам. Дали имаме прашање? Точката е ставена на гласање. Кој е за? 10 гласа за, против 11 гласа за. Точка број 15. Предлог одлука, точка број 13, да, предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на цени на услугите за подигање комунален отпад. За точка 13 и 14 само комисијата за финансии.
имам прашање. Значи, кај сите сметки се зголемуваат за струја, за вода, сега и дојде на ред и комуналното за подигнување на отпад. Значи, од друга страна, покачување на минимална плата немаме. Друго, земјоделието, цената на тутунот пониска од претходната година. Најави за други покачувања на цените нема, значи се е статус кво, меѓутоа сметките за струја, за вода, за комунален отпад се зголемуваат. Ето и тука Битола блиску сме, нормално иако сме рурална општина, паркинг стоенари таму. Значи само се зголемуваат сметките и сега наместо предпријатието да ги собира своите приходи по правен пат со извршители на оние кои што не плаќаат, јас мислам дека премногу се толерираат таквите луѓе и се чуваат како за гласачи. Ајде, ќе видиме потаму ќе плати, за нас ќе гласа и така натаму. Значи, затоа се доведени до овој степен. Мислам дека со зголемувањето нова ќе се изврши уште еден сериозен удар врз граѓаните. Јас оваа одлука не сакам да ја поддржам да се поскапи сметката за комунално, бидејќи, например, ако некој граѓанин плаќал 318 денари, сега со оваа одлука ќе плаќа 456 денари. Значи имаме поскапување за 43% на комуналните услуги. Значи стварно само се поскапува сите давачки се поскапуваат, платите не се покачуваат и народот живее се посиромашно и посиромашно. Од друга страна, знаеме заради меѓународните проблеми и војни што се случуваат на Блискиот Исток, зголемени цени на нафта, зголемени трошоци за земјоделие, само се зголемува, ама приходите на народот исти. Толку имам.
Комисијата за статут и прописи се состани по однос на точката 15, 16 и 17. Истите ги разгледавме и утврдивме дека истите се согласно Закон за основно образование, како и програмите од Министерството за образование, и истите ги усвоивме со 3 гласа за. Благодарам. Прво, точка 15, дали имаме прашања? Точката ставам на гласање. Едногласно освоена. Точка 16. Едногласно. И точка 17. Едногласно освоена. Одиме со советнички прашања, па после тоа со... Извинете, да, последната одлука. Предлог одлука за согласност за кофинансирање. Дали имам прашања? Точката ставам на гласање. Кој е за? Едногласно е освоено. Советнички прашања, па после тоа одиме со финансиските собирањата до совет. Повелете, кој имаше советнички прашања? Јас имам 2 прашања. Првото прашање ми е колку е финансиски задолжена општината до 31.12. декември, колку имаме обврски кон добавувачи и колку имаме вкупно кредити кон краткорочни и долгорочни, кон наши домашни и кон странски меѓународни банки. И второ прашање ми е, не знам точно дали беше декември, владата донесе одлука за преку Министерство за животна средина, обезбеди средства за могила, битола и новаци. За тие средства се донесе тука одлука да се постави урбана опрема во населените места. Кога планирате да распишете тендери да ги поставите тие, да речам, таа детска урбана опрема? Тие 2 прашања. Благодарам. Значи, ќе почнам од второто. Конкретно датум немам, но до крајот на летото, до август, ќе биде реализиран тендерот. Бидејќи животна средина преку фосилните горива, значи загадувањето што го добиваме како средства, со кофинансирање од општината ќе се постават тие детски реквизити. За првиот дел конкретни бројки немам, но ќе ви кажам дека ако имаме, не знам, 10 милиони денари на сметка, борчиме 20, или ако имаме кредит, долгорочни и краткорочни кредити се од претходно, нов кредит или кофинансирање со кредитирање е за фотоволтаиците што ќе ги поставуваме во двете училишта и спортската сала во Могила, за помен на затоплувањето, термофасади, вентилација во салата и затоплување што го немаме за моментот. Тоа е нов кредит во наше време. 4 години претходни немаме кредит. Јас немам подигнато кредит ни општината, значи како првоначалник во име на општината немаме подигнато кредит. Плаќаме стари кредити. Првата година на доаѓањето ја доплаќавме општината. 15-та беше започната градбата и завршена се, не ме лажи, да не се лажиме. Последната рата ја плативме 21 или почетокот на 22. Сега ги плаќаме мултинаменскиот објект 4 години. Еве сега стигна ратата да платиме петта рата од мултинаменскиот. Претходните 4 години. И до денес се уште немаме активен кредит. Да, имаме аплицирано за фотоволтаиците на училиштата, иако ја пресметаме трошоците што ќе се намалат од затоплувањето, со промена на затоплувањето, со самата инсталација, со намалувањето на струјата или воопшто нема се користи бидејќи само денски работи училиштата. Исто така за спортската сала да се намали бидејќи осветлувањето најмногу троши. Да, и промена ќе има на светилките, тие се доста подголеми потрошувачи, стара метода што ги користиме во моментот во салата, така да тој кредит има правна или да не речам финансиска оправданост. Оваа зграда се доплати 22, се продолжи да се плаќа мултинаменскиот објект кој за жал освен потпишувањето на свадбите што е покултурно и многу подобро изгледа, со дечките што почнаа со фирмата со поради X причини откажаа, еве сега мултинаменскиот ја користиме за младински центар, таму нема финансиски повраток од тој објект. Од овие 3 објекти што ги правиме, компензираме со струјата, затоплувањето и термофасадите. Тоа е податоци точни за кредитирање. Така да моментот на според извршениот попис тогаш имаше на претходната седница наведено околу 695.000 евра, да речем 42 милиони денари. 42 милиони денари.
Сепак, ама кога дојдовте на власт 2021, критикувавте дека наследивте со 30 милиони 6 денари. милиони имавме насметка, сега имаме 10 милиони денари. А сега се 42, значи имаме зголемување. Сепак, окей, тоа ми беше 630 прашање. милиони денари имавме насметка во тој момент. 630 милиони денари. Значи има и башка не беа пресметани комуналното 4 милиони, трите училишта по милион и пол, тие се околу 3 и 4 7 милиони денари заеднички, околу 37 милиони денари снимале долг, а снимале 600.000 денари расходи. И развитокот од тогаш, можеби тоа барем опипливо се пресметва и во реализација пред изминатите 4 години и 4 години претходни. Градинката при крај, 40 улици, водовод во зоната, реквизити на неколку места се поставија, сега се постават во 12 населени места, тампониравме 20 километри полски патишта, не ми текнува, подобривме во делот кај што спортските клубови 0 денари трошат, зголемување на културниот и другиот дел, подобрување во училиштата, имавме одредени зафати, на подове те беше најкритични, така да парите се трошат за развивање на општината. За жал, по зголемувањето на платите е товар на општината, иако барањата на жителите се секој месец да се зголемуваат за 5%, но приливите се тие кои ги имаме. Наследивме енергетска криза, наследивме корона криза, крајот беше на корона кризата и во пикот не фати енергетската криза. Ако плаќавме 200.000 денари струја, плаќавме 600-800.000 денари струја. Значи, сега до 2 евра ќе стигне нафтата до крајот на летото и ние пак сме во некаква криза. Комуналното со горивото е основна дејност за работа. Се е поврзано. Буквално максимално се трудиме да е развивана општина Могила, иако наследивме таков пашибузук кој не велам дека се уште има пипци, се уште имаме проблеми по одредени оделенија, одредени работи да ги организираме. Навиката, за жал, останува кај народот без работа или без обврски да си ја зема платата. Ќе се надевам дека наредните 4 години ќе ги доискорениме таквите работи. Се извинувам, и уште едно прашање не го поставив, меѓутоа ми реагираат луѓето кои што беа членови во општинската изборна комисија, како и членови во избирачките одбори. Носто ме прашуваат кога ќе се изврши исплата, односно кога ќе се исплати надоместокот за извршената работа. Благодарам. Крајот на годината дека ќе исплатиме во целост. Имаме и поголеми општини со поголеми буџети што не се исплатени, така да мислам ништо страшно. Тоа не е подобро да се развива општина Могила, отколку не знам 100-200 луѓе земат по 100-200 евра, државно вработени, сите со редовна плата. Значи не ситуацијата на избирачките одбори поедена наш доказка за тие 100 или 200 евра, честно поштено сработени, ќе се ги добијат до крајот на годината.
пак треба, мислам, за оваа година да се заштеди на некои непродуктивни трошења и да му ги исплатиме од причина што утре општинската изборна комисија тука ќе се соочи со кога ќе има нови избори, тие ги прават преку Државна изборна комисија изборот на администрација, како и оние партиски членови кои што влегуваат ке нема да сакаат тие да учествуваат во изборниот процес, ке вадат боледувања, ке се соочуваат со проблеми. Значи затоа досега не се случило да не му е исплатено, заради тоа значи